Благодарам, председателе. Почитувам колега Митко Тречулевски. Знаете како има една латинска поговорка acta non verba, дела, не зборови. Оно што треба вие да ни го одговорите, можете да го консултирате господинот Битики, е каде отидоа 30 милиарди евра за овие 7 години. На македонската јавност треба исто така да ја одговорите. Што се случи со раката на срцето и жицата и името не го даваме? Како ќе одговорите што се случи со децата кои што заминаа неповратно со авионска карта во еден правец овие 7 години? Наместо живот, донесовте раздор, поделби, ароганција и невидено беснење на вашите партиски клики. И тоа се гледа со резултатите во кои што живееме денес. Имате многу критики кои што би требало да ги направите од кога нешто ќе се стори или од кога ќе помине време за да може да се кажат работите онака како што се. Од аспект и од овој агол, единствено што можете да кажете е дека имате верба дека ние предложуваме стратешки закони кои може да донесат подобрување на македонското општество. Бидејќи овој воздух сите го дишаме исто. Бидејќи оваа земја сите ја газиме исто. И тоа се тие политички лекции кои што ќе треба да се научат. Инаку во однос на тоа дека Хенри Кисинџер зборува за реал политика, како професор по историја на дипломатија морам да ви кажам дека Хенри Кисинџер е добар аналитичар и дека добро ги забележува работите, бидејќи тој самиот е реал политичар. Но кога се повикувате на реал политика, треба да знаете дека треба да се најдете во времето и во просторот за кој што кога се случуваат одлуките. Пред неколку дена нашиот јужен сосед ни кажа, тоест поранешниот премиер на соседна Грција, дека уште малку да поминало, уште малку да сме почекале, ќе морале да прифатат и во НАТО Република Македонија да стане рамноправна членка. Значи, тука имаме работа со квислинзи кои што се понудиле себе си и македонските граѓани ги ставиле на зар, ги фрлиле на една голема коцка само за да стекнат што повеќе можности да можат да крадат. Бидејќи само тие елити не сакаат Македонија да ја видат во Европската Унија. Само на тие елити им пречи Македонија да стане рамноправна членка претходно во НАТО, а сега и во Европската Унија, бидејќи таму нема да може да го прават тоа што го прават до сега. А ќе видите дека оваа влада, еве ве убедувам, и запамтете ми ги зборовите, оваа влада ќе го даде својот максимум и ќе дојдеме таму каде што сме тргнали. Имајте малку верба. И како што кажав, acta non verba.